Иако државата е должна да го збогатува рибниот фонд, порибувајќи го Охридското езеро со пастрмка, 6 години поред не се вршеше вештачко порибување со овој ендемичен вид кој е пред исчезнување. Годинава после долг низ години, Министерството за земјоделство обезбеди средства за спроведување на оваа активност. Предпоставувам дека изминатата власт немаше сен за националното богатство, можеби има некои други приоритети. Жалам што тоа не се случувало во изминатите години, што практично донесе да се како да кажам, да се доуништи или да се истреби овој важен вид на риба кој што е како нас како држава многу важно. Се до 2018-та Охридско се порибуваше со повеќе од 2 милиони примероци на пастрмка. Сега Хидробиолошкиот завод од Охрид и Институтот за сточарство од Скопје имаат обврска да обезбедат 1 милион и 50 илјади зрна икра, со тенденција наредните години да продолжи со значително поголем број на единки. Од Хидробиолошкиот завод, чија основна дејност е порибување на езерото, а се спроведуваше 90 години, откако постои научната установа, велат паузата од 6 години нанесе несогледиви последици. Причината меѓу другото лежи во административни и технички проблеми кои ги имале. Доколку продолжеше овој тек на неисполнување на нашата активност, односно порибување, вештачки мрести порибување на охридската пастрмка, секако дека загрижувачка би била состојбата. И во моментот е загрижувачка. Во меѓувреме тече постапката за издавање на Охридско под концесија. Наместо еден, со езерото кај што понесуваат 7 здруженија. Министерот кажа какви мерки ќе се превземат за да нема злоупотреби од страна на концесионерите. Зголемување на капацитетот на инспекторите од земјоделскиот инспекторат, кој што ќе значи прв сигнал дека навистина сакаме да го враќаме редот на користење на рибите од Охридското езеро. Нормално во текот на наредните месеци се размислува и да се зголеми техничката опременост на овие инспектори со цел да се елиминираат злоупотреби во овој дел. Изминатава година биле запленети 709 мрежи во вкупна должина од околу 47 километри.